Во пресред на новата грејна сезона, граѓаните се загрижени како ќе ги затоплат домовите со оглед на престојните ниски температури. Оваа мисла се повеќе ги преокупира во овој период. Дали ве загрижува вас трошокот за грејање? Како не загрижува? И за нив на крај испаѓаме со нив. Дали за лекови, дали за ово, не стасува ништо, не стасува. Како не загрижуван, јас сум на струја. Сега плаќам струја од 1000 дарки, кога од ова, например, грејан да се, она 5-6. Па како не оптоварува? Оптоваруване и тоа многу не оптоварува. Па не, јас немам толку проблем со грејање, да ви кажам. Имам дрва, имам, се си имам. Цената на струјата останува иста, но дрвата се поскапи од лани и штедење на грејење повторно ќе има. Дали семејствата штедат на грејење според вас? Не. Не, тоа не штедат толку. Кој не плаќа струја, не штедат. 24 сата нон-стоп се греја. Штедат. Да. Штедат. Зависи кој како. Кој има ке греја, ке плаќа, кој нема ке шпара. Ние посрце да сме и младите не. Па многу доваѓа за струја. 4-5 илјадарки доваѓа. Енергетската сиромаштија е се поприсутна, бидејќи инфлацијата ги зголемува месечните трошоци, па пари за грејење остануваат се помалку. Владата веќе субвенционира одреден број на социјално ранливи семејства, кои добиваат помош при плаќањето на сметките за струја. Но тоа не е доволно за да се ублажи енергетската сиромаштија. Некогаш преку зимата се затоплуваа безмалку сите простории, што во денешно време е луксус. Повеќе од половината семејства сега топлат по само една просторија.